Раул Гонзалес, сега веќе поранешен тренер на Вардар, во Македонија останува по наредниве 2-3 дена. Потоа заминува на неговата следна дестинација во Франција, каде што до година ќе ја води екипата на Пари Сен-Жермен. Раул, здраво, добре ни дојде. Здраво, парано. Дали ти е тешко што заминуваш од Македонија? Да, е многу тешко, што јас бев тука 4 години и пол, сум многу жрекен, гор да бидам тука, да тренирам тука, да бидам со вас. И сега треба да одам, ама јас мислам дека мора да одам тука бев 4 години и пол и сега треба да одам друга страна. Каков ти беше првиот впечаток кога дојде во Скопје? На почеток не знам ништо. Јас стигнав тука и јас се чудив многу што е како во Испања. Јас се чудам тука како во Испања, луѓето се така и имаме сонце и јас сум многу жрекен да видам тука и беше супер. Она пошто и стана симпатичен на македонската популација е тоа што брзо научи да зборуваш македонски јазик. Зошто се реши да научиш македонски јазик? Не, брзо не. Не е брзо, се потрудив многу, јас имам професорка и јас учев кога имав време секој ден и јас сум горда да зборувам македонски, да можам да видам тука да зборувам македонски. Не зборувам како јас сакам, ама јас не можам да зборувате одлично, затоа и ги освоивте симпатиите на македонската популација, меѓутоа повеќето од тренерите се решаваат да зборуваат на англиски јазик. Вие се решите да учите македонски јазик. Да, и за мене сега е полезно. Мојата професорка Сања, секогаш сака да ја вика, се труди многу со мене и сега можам да зборувам. Јас мислам дека ако сакаш да работиш надвор од Испања, например сега јас одам во Франција и јас сега учам француски, и ако јас сум тука, јас треба да се обидам да зборувам македонски, зашто тука се зборува македонски. Заминувате за Франција, дали веќе почнавте да го учите францускиот јазик? Да, сега мислам дека можам да зборувам Малку францускиот многу се разликува од македонскиот, ви доаѓа ли некако тешко сега? Ама за нас јас мислам дека е полезно. Што е поблиску од Испања и повеќе или помалку се разбира се. Така. Раул, вие сте биле и играч и тренер. Што е потешко? Тренер. Кога ти си играч само имаш еден проблем, ти. И кога ти си тренер имаш 20 проблем и 20 играчи. После имаш новинари, председател, навивачи, е потешко. Ама јас преферирам да бидам тренер. Во вашата кариера се сретнувате со различни ракометари, значи имате ракометари кои што играле во Вардар, ракометарите од репрезентацијата, меѓутоа, какви карактеристики треба да поседува еден играч за да биде навистина добар ракометар? Карактеристика од играчи треба да биде добро. Како? Не се знае, што не може да бидеш, да кажеш, треба да биде висок. Сите имаат шанса да играат и не знам, квалитет е ова. Кога играш добро и нема ништо. Што ги прави посебно, например, што ги одвојува играчите од тимот, од Вардар, например, што одвојува еден играч од сите останати? Играчите играат, јас само можам да им помогнам. Јас не можам да играм и играчи, например, кога кажуваат, Раул, супер, ти си најдобар, например. Јас мислам дека играчите се најдобри, јас само можам да им помогнам и јас сум многу жрекен, јас се радувам многу да тренирам со нив, што се професионални и јас усилам многу кога работам со нив, ама кога има на препартија играт, јас не можам да играм. Обврските со Вардар ви завршија, меѓутоа останувате уште неколку дена во Македонија заради обврските што ги имате со репрезентацијата, надпреварите што ќе се играат против Романија. Дали ве фаќа уште сега носталгијата за изминатите 4 години? Да, зашто јас со Вардар бев супер, што јас не бев тренер пред Вардар, јас немав работа, ту ми се јави Сергеј Сансоненко, само можам да кажам благодарам и имав шанса да тренирам тука и за мене се помина многу брзо, што сега кедам во Париз, бев со Вардар, ние бевме чампиони минатата сезона, ова сезона изиграме Final Four и сега кедам во Париз, ама јас моето срце ќе биде тука сега со Вардар, со Македонија, ама ќе дојдам тука што треба да бидам со репрезентација уште 2 години. Тогаш, секогаш ќе бидам со Вардар.
Дали сте разочаран што не успеавте да ја одбраните титулата? Да, многу. Сезоната беше добра, сушто кога ние играме на група, ние бевме прво место и лани исто така, и ама кога играме против Монпелиер, само изгубивме еден, ама како ние изгубивме, јас очекував да играме подобро, секогаш бевме позади нив и немавме шанса да победиме. Тогаш јас мислам дека ова сезона имаме подобра шанса од лани, што ние бевме подобро, ама спортот е така и не можеш да правиш ништо и не savrsivме како ние сакаме. Ќе го вратам малку муабетот назад, не излеговте од концептот. Пошто го спомна Парис Сен-Жермен и Final Four. Кога зборуваше Раул за играчите, она што секогаш мене ми остава впечаток после секој надпревар, обично давате изјава сите играчи се супер, дечките се супер. Навистина ли се толку супер играчите во Вардар и како се справувате со ситуации кога ќе се создадат тензии помеѓу играчите? Јас треба да работам цела сезона со нив. Јас не сум против нив. Тогаш работиме сите заедно за победа. Тогаш ја и други тренери не мислат така, ама јас мислам дека ако сакаме да справиме, да сакаме да работиме многу време, секогаш треба да биде со нив и треба да им помогнеш и треба да биде професионал се. И јас не верувам дека треба да биде дека секогаш треба да има војна. Мегу нас. И јас сакам да работам така и до сега се според план. Еве, како тренер, како се справувате со ситуации кога помеѓу играчите ќе има некоја тензија, што обично тоа се чувствува и на теренот? Што им велите, што ги советувате? Како застанувате во средина и ја решавате целата ситуација? Никогаш не знаеш како е, што кога се спремаш, се според план, можеш да се спремаш, како гледаш видео, како ти треба да правиш, ама кога се игра има притисок, тензија, емоција, и никогаш не знаеш како ти можеш да бидеш со нив и понекогаш како ти очекуваш, ама понекогаш не и има конфликт, ама кога ќе го изгубите надпреварот, обично се тажни, несрекни. Како тренер застанувате и им велите дечки продолжуваме понатака? Колку успевате да ги утешите? Кога губиш, секогаш ти се чувствуваш катастрофа, ама понекогаш ти имаш победа и не се чувствуваш добро, што ти знаеш дека ние не направиме добра работа, дека треба да играме подобро, дека следна превара, ако играме така не имаш шанса, тогаш не усиваш како, например, еден играч, кога има победа играш добро, само имаш ова проблем. Готово, ти си супер. Ако ви понудат да бидете селектор на репрезентацијата и после истекувањето на договорот, после 2020, дали би останале? Не знам, што јас сега имам договор со Парис и сега и ракомет и спорт треба да одиш чекор по чекор. Сега имаме квалификација многу важно, треба да поминаме против Руманија, што треба да играш, ако сакаш да играш Европско првенство, и ако имаш пораз, не знаеш што треба да правиш, што нема да играш. Тогаш јас мислам дека треба да одиме чекор по чекор и јас друга страна имам договор со Парис и што ќе се случи после никој не знае. Некаде прочитав дека ваша главна цел можеби со репрезентацијата е да успеете да одведете Македонија на Олимпијадата во Токио. Треба да се обидеме. И за тоа е многу важно овие да превар против Руманија, ако сакаш да имаш шанса да играш, да имаш шанса, треба да играш Европско првенство, со што Европско првенство нема шанса да постигнаш простор за Олимпијада. Тогаш е многу важно и за нас сега ќе играме финале, што треба да поминаме, треба да победиме. Не знам како, ама имам доверба, што играчите тренираат супер, јас мислам дека ние ќе бидеме спремни. Често им давате шанса и на младите играчи, кои што не се толку, кои што се докажани во своите клубови, меѓутоа не играле многу за репрезентацијата. Ама јас кога ти си селектор, ти не треба да гледаш колку години имаш. Те само гледам, овој играч е добар, овој играч е подобро, не е подобро, и јас ќе решам најдобрите. Јас не разбирам со што треба да играат
најмлади, или треба да играат најстари. Кој е добро игра, кој не е добро не игра. Сандра? Ракуметот од една страна, семејството од друга страна. Дојдовте овдека во Скопје не познавајќи никој. Вие се адаптиравте. Како се адаптираше вашето семејство, сопругата и децата кога дојдовте во Македонија? Јас била нека Македонија повеќе или помалку е како Спања. Се цета, се зборува многу со луѓето, сите храната, се, и сонце, и кога има сонце, знаеме дека се е супер. Се е супер, да, и е така, што кога одиш на себе, понекогаш не така. Зборуваат, сопругата ваша зборува македонски, керката? Керката подобро. Така? Многу подобро, што игра ракомет со Бардар и играчите на Бардар само зборуваат македонски, мојата керка знае да зборува македонски, чита македонски и пеа македонски. О, тоа е кога научила да пее, се научила тогаш знае се. Некаде прочитав дека вашите деца не сакаат да си одат од Македонија. Како ги убедивте? Не сакаат да одат, зашто кога ти имаш 16 години и тука ти си 5 години, најдобрите пријатели се од тука. Кога ние бевме во Спања, не сакаше да дојде тука. Ама сега неговите пријатели се од тука, сака да биде тука, не сака да дојде. Ама знае дека е мојата керка и дека треба да оди. И нема шанса, не може да биде тука. Вашата керка е ракоментарка. Колку ви е тешко да бидете и татко и тренер? Ја советувате ли, ја карате ли? Да, ама кога ти спортуваш и ти си млад, најважно е дека спортот е најдобрата наука за мене. Зашто кога ти спортуваш, не пиеш алкохол, не пушиш, тогаш јас сум многу зекин да спортува. И мојата керка нема квалитет да игра, например, со прва екипа, ама секој ден оди на трен, се труди, и јас сум многу зекин дека кога е со нив не разбираш. За мене е важно. Уште едно прашање имам само, тука ќе заминете од Македонија, дали планирате покрај врските што ќе ги имате со репрезентацијата да доаѓате со семејството овдека на неколку дена да останете? Чисто да евоцирате спомени, да се посетите како ви било? Да, јас секогаш кога дојдам тука, има многу пријатели, јас има многу работи да правам тука секогаш. И јас Македонија без тука 4 години полка, и сум многу зрекен и секогаш ќе дојдам тука и на пример кога ќе игра Бардар најважните напревари или репрезентација, ако јас не сум, секогаш ќе дојдам да гледам напреварите и тука се помина супер. Како би ги опишале 4 години поминати во Македонија? Многу версо. Не знам како, ама за мене изгледа дека јас стигнав вчера. Ама мојот живот како е, например, ракоме не знам многу работи од надпор. Зашто кога ти си тренер, зборуваме преходно што е полезно, играч или тренер. Кога ти си тренер, например, ти играш сабота, имаш одмор недела. Ама кога ти си тренер, играш сабота, недела се спремаш што треба да тренираш во понеделник. Тогаш не разбираш многу што се случува надвор. Секогаш ние сме со ракомет и се помина многу версо. А што ќе ви недостасува најмногу кога ќе заминете од Македонија? За мене, Јане Сантаски, Кале и Борис Теховски. Што за мене е мојот живот. И кога јас, например, одам со кола, јас гледам салите, за мене е, тука кога се играме и како е салата кога игра Бардар или нашата репрезентација. Ралки не ги расплачеш гледачите. Не, во Спања не така, зашто вие не разбирате, зашто, например, во Спања ракомет е како спорт. Некој не гледа, ти можеш да четаш, некој не знае кој си ти. Ама тука во Македонија, како е салата кога игра Бардар или репрезентација, за нас е... Исто како што во Шпанија е фудбал, например. Да, например. Тоа е таа компарација. Е важно, и тука можеш да си играш ракомет. Пред малку во разговорот кажавте дека Шпанија е многу потсеќа на Македонија, дека има сонце, дека е топло луѓето, храната. Обично, кој да дојде во Македонија, кога си оди од тука, вели македонците имаат многу убава храна. Научивте ли вие некој македонски специјалитет? Сите кога дојдат тука, испанци луѓе, кога дојдат тука и пробаат ајба, сите одат таму со 5
Ајбер. Ке понесете ли во Ајбер. во Париз ајбер? Сите. Така. Сите многу сакаме да јадеме ајбер. Предпоставувам дека кога ќе заминете ќе ви недостасуваат ситуации и спомени. Што ќе понесете со себе таму како спомен од Македонија? Кога ќе заминете во Франција? Какви спомени ќе понесете од тука? Тука. Се. Предпоставувам дека стекнавте многу пријатели ни сите овие Да, години. да. Планирате да ги одржувате Да, контактите ама со за нив? мене некако, јас ќе одам и нема да дојдам тука никога, што сега, например, во октомври имаме репрезентација, ќе дојдам тука, можам да гледам на сите во јануарик имаме репрезентација, тоа секогаш ќе одам, ќе дојдам, некако, например, ти одиш во Франција и нема дека да видиш никогаш не тука сум, никогаш. Јас сум тука секогаш. Тогаш не е толку тажна приказната. Не треба да платиш Така, тогаш. така. И гледачите? Раул, која е тајната на вашиот успех? Не знам. Од играч станувате еден од најдобрите тренери во Европа. И најомилените тренери во Европа. Не, само работиме така и себе се и треба да има се среќа, здравје и на пример кога ни играме против Париз, дали Чупис направи така, беше гол, ако не е гол, си катастрофа и не е така. Не е така. Јас мислам дека јас имам многу среќен да работам со оваа екипа, со председател, со што треба разбираме дека Бардар функционира што сам со некој со нас. Ако не е со нас нема шанса, што он плаќа се. Најважно. И како се работи тука во Македонија, како се си ракомет, и јас можам да работам најпрофесионално, што во Испања не се работи така. Да, ама да не беше Раул толку добар, Пари Сен-Жермен сигурно немаше да ве побара. Да, и може би тренира тука во Бардар друг тренер и он ќе биде со Париз, тогаш никој не знае. Јас мислам дека кривите се играчи. Ви благодариме на одвоеното време, посебно што дојдовте тука во период кога имате тренинзи, кога имате обврски со репрезентацијата и се надеваме дека ќе се пласираме на светска. Дај Боже. И јас сакам да ви се заблагодарам за прекрасниот разговор и мора да признаеш дека не беа тешки прашањата со оглед на тоа дека не праша пред почетокот на емисијата. Фала многу. Фала ви на вас.